Хуан Браво создаде робот кој може нежно да бере јагоди. Користејќи сензори и камери, ја анализира зрелоста на секоја јагода и го програмира движењето на роботската рака за да го исече стеблото без да го уништи помалку зрелиот плод на растението. They ripe from the bottom to the top. Со зреваат од долу кон горе, па врво станува црвен додека другиот дел од јагодата останува зелен. Мериме кој дел од површината е црвен, кој останува зелен. Сакаме да бидеме околу 90% црвено, 10% зелено. Ова е совршено време за берба. Во просек, роботот бере по една јагода на секои 10 секунди. Во текот на 3 дена, машината може да собере 8 хектари јагоди. We don't want to touch the skin of Не the... сакаме да ја допираме површината на јагодата. Ако не ја допреме површината, нема да ја заладиме и таа може да биде со мувла, може да биде со вирус, поради тоа не ја допираме јагодата. Автоматската берба е зголемена со вакуумот на агробот, кој ги отстранува штетниците од растението без да им наштети на јагодите или да користи пестициди. Роботите не се вжештуваат и не се уморуваат, но и не ги заменуваат работните места од луѓето, вели Мет Конрој, менаџер на фарми за производство на овошје и зеленчук. As an industry, we are short on people. Како индустрија ни недостасуваат луѓе. Имам дупка од околу 15 од 20% секоја година, но ми требаат многу повеќе. Не станува збор за раселување на луѓето. Се работи за пополнување на дупките и празнините каде што немаме доволно лица за да ја завршат работата. Конрој вели дека со нетрпение очекува модифицирани агророботи кои ќе помогнат да се берат и други култури.